председателке. Почитуван господин Јовевски, навистина, како пратеници, немаме намера да се мешаме во работата на обвинителството, но секако ќе се сложите дека медиумската популарност, важноста на овој случај, скандал, афера, најгрозоморен досега во историјата на македонското здравство што ни се случил, секако граѓаните очекуваат и како таков заслужува што побрза реакција, да се исчисти дамката од лекарите, од медицинските, здравствените работници, бидејќи не сите здравствени работници можат да се прогласат за виновни и затоа треба што побрзо да се расчисти овој случај. Притисокот од јавноста, од граѓаните е голем и тие очекуваат од вас што побрзо разрешување. Да не се случи, бидејќи во минатото имавме случаи за кои по милионити пат од тука ќе кажеме како пример, беше наведен кабелот, не знам, ова, она, а се загубија човечки животи, одговорност не понесе никој. Овдека во работата на анкетната комисија при испрашувањето на сведоците и разгледувањето на извештајот од Државниот завод за ревизија, наидовме, видовме, воочивме, слушнавме за многу злоупотреби во работата во клиниката за онкологија. Таму ни е посочено дека сите знаат за постојање за еден синџир, ланец, каде што од чувар до директор си има разработена шема со која се злоупотребува медицинската терапија, а потоа се продавала на црниот пазар. Требаше што побрзо да утврдите дали се вистините тврдењата на пациенти, на сведоци, дека му бил даван физиолошки раствор наместо медицинска биолошка терапија. Бидејќи тоа е штетно по здравието, тоа е штетно по животот. Не знаеме колку луѓе го загубиле прерано животот, ја загубиле прерано битката со оваа подла болест. И ние секако политичка одговорност, доколку ќе утврдиме и гледаме дека веќе има, бидејќи многу од чинителите потврлиле во делот, во доменот на својата работа, бидејќи ваше е да утврдите дали смислено, намерно или ненамерно дозволиле да нема контрола врз работата во онкологија. Дали намерно или ненамерно се дозволило таму да нема никаков надзор, да има суспендирање на сите контролни механизми. Од стручен колегиум, од исклучување на контрола на терапија, така наречен като систем. Тука имаше признание од самите сведоци, доколку гледам дека ја пратите работата на анкетната комисија, не знам дали сте забележале, признание имаше дека се давало терапија на рака за да може да ја примаат по други болнички институции. Имаше признание дека лице кое не е диагностициран канцер била заведена дека е болна од канцер. И многу други злоупотреби. Овде, во оваа анкетна комисија, бивш министер за здравство кажа дека му бил вршен политички притисок за да остане на функција организацијскиот директор на онкологија. И вие сте тој кој што сето треба ова да го испитате и да утврдите и што побрзо да утврдите одговорност. Зошто некој и како смее да си дозволи во оваа држава и зошто
би вршил политички притисок врз министер за некој да остане на функција. И кој е тој што може да си дозволи да врши политички притисок врз министер? Сигурно не медицинската сестра, сигурно не чуварот на клиниката господине Јовески. И дали со ова што толку време нема никаква постапка, нема никакво ограничување на комуникација, на движење, па го имате директорот кој тука сведочи се уште и кој е обвинет од јавноста, да кажеме, посомнеш изразен, се извинувам на изразот, малку сум и емотивен. Директорот се уште има раководна функција на клиниката, па зар тој не може да влијае врз сведоците? Зарем му е сеедно на тие сведоци кои овде беа повикани во анкетната комисија, што ќе изјават кога утре знаат дека на работното место ќе го имаат како раководител господинот Васев? И во на една друга комисија овде прашав од вас и побарав да го коментирате, изјавите да ги коментирате на бивши обвинители, стручни лица, дека во овај случај многу порано требало да има и други постапки. Притвори изречени и слични работи, бидејќи секако дека ова може да влијае врз истрагата. И има сомнежи дека сведоци кои беа повикани тука да сведочат во анкетната комисија веќе се надвор од државата. Дали ќе се вратат, зошто се заминати, ние не знаеме, но има такви информации. Дали се точни, и тоа не знаеме. Но јавноста бара одговори. А секако, дека злоупотреби, работење спротивно на закон, испуштени конците од рака, суспендирање на контролните механизми, имало. Тој кој што треба да ја контролира работата на директорот е министерот, бидејќи тој го поставува. А овде видовме дека министерот ниту барал, ниту добивал, што му е по закон 6-месечни извештаи, ниту по член 295 за надзор над законитоста на работата на здравствените установи, вели, врши Министерството за здравство. Ниту формирал комисија, иако имало дојави и порано дека има злоупотреби, има проблеми на клиниката за онкологија. Години не функционирал стручниот колегиум. Години било оставено само на директорот Васев да прави што сака со терапијата. Само подсетување, да прави што сака минута, поставувајте го прашањето. Да прави што сака со терапијата, а никој не реагирал. Па зарем можел сам директорот Васев да го прави сето тоа, ако немал поголема поддршка политичка од некој надреден, од некој со повисока функција? Секако дека не можел. И не може овде да се заврши работата со одговорност за некоја медицинска сестра, чувар или слично. Затоа ве прашувам, дали со тоа што не се одредени никакви мерки за чинителите во овој случај, се заболшотува, се дозволува да се заболшотува овој случај и се дозволува на некои лица да попречуваат и да влијат врз доказите и врз истрагата и врз сведоците. Благодарам.